Чекай. Драги гледачи, поздрав од градскиот стадион во Македонска Каменица. Играчите на домакинот, екипата на Каменица Саси и Носогово полека се враќаат на теренот. Во следниве 45 минути ќе го проследиме и второто полувреме од овој мощ интересен надпревар кој засега е без голови, со добри шанси, изгледни позиции на овете страни, меѓутоа еве за жал досега нема постигнато гол. Да се надеваме дека во второто полувреме ќе имаме и таа среќа и радост да се радуваме на некој постигнат гол. Реков се враќаат играчите на теренот, засега не забележувам промена во екипите, дали има евентуални замени кај овите екипи. Сепак тоа треба да го сигнализира четвртиот судија. Ако е така, еве и судијата Александар Урошовиќ ги пребројува играчите, дали се сите на терен. Мора да споменам идеални временски услови, сончево, со некој развигорец ветер, меѓутоа доста пријатно за нас коментаторите, за дечките кои мора да искажеме една благодарност кој го реализираат овој пренос, убави временски услови, чист планински воздух овде во Македонска Каменица, идеални услови за игра, терен прекрасен и еве го почетокот, стартот на второто полувреме. Да споменам само дека судија на денешниот надпревар главен тој е Александар Урошовиќ од Тетово, на кого му помагаат земјаците Хабел Љеварека и Александар Ѓорѓевски. По првите 45 минути без голови, 0:0, да се надеваме дека шефовите на стручите штабови кај Каменица Саса, тоа е некогашната звезда, би рекол Слободан на Брегалница, и на неколку други екипи, имаше блескава интернационална кариера и во Шведска, Горан Здравков и тренерот, шефот на стручен штаб на Осогово Гонан Ѓорѓиев, упатиле користни совети кон своите играчи како да продолжат да ги извршуваат поставените задачи, секако штитејќи го својот гол, меѓутоа да мислат и на противниците гол со постигнување на евентуални голови. Акција на Осогово со број 21, тоа е Соколовски. Стојановски беше тоа. Невнимание на Далчевски, аут ке биде ова за Каменица Саса со број 3 Христијан Стојановски. Го гледа распоред на своите соиграчи, кому да ја додае ова топка. И лесно загубено, но сепак сректо доаѓа повторно кон домашните играчи и аут ке биде ова повторно за нив. И повторно Стојановски. Имаше малку потребување, реагира, да, во права беше Соколовски, туркаше со рацете Ангеловски, почитуваше преднос и сега донос се заканува по десната страна акција за Трајчевски. Гоцевски, веднаш од прва, дали ќе стигнува Соколовски. Топка кон пеналтикот, реакција на одбранбените играчи на Осогови сега. Велинов.
Прекрасна топка, да видим, идеална акција на Недановски, тоа го минува голманот и да видиме нема пенал. Старт беше тоа на Трајчевски, паралелно се натркува со Александар Недановски, бара пенал играчот до Согово, меѓутоа убаво навремено ја следеше акцијата, во трг беше судијата Александар Урошевиќ, одмовна решително со рацете, покажувајќи акцијата да продолжи без досудување најстрога казна. Што ќе рече дека се идеално чисто, можеби репетиција ќе има нова акција, меѓутоа да му веруваме на судијата Александар Урошевиќ, кој беше непосредно во близина и убаво ја следеше оваа акција. Не сакам да коментирам, останува на неговата одлука. Недановски беше осемен во празно, втрча идеална шанса, имаше за водство на неговата екипа, меѓутоа го престигна домашните играчи, имаше и реакција на голманот Иванов и од сето тоа само судиско пофрлање, но акција која започува Ангеловски. Велинов. Недоразбирање помеѓу Стојановски и Марковски, Гоцевски. И сега ново губење на непотребно на топката на домакините. Паунов. Отсвртување на место е Дигаловски. Дигоров. На место е со број 21 Соколовски беше тоа. Нафрлање на Ангеловски и сериозни закани, притисок на гостинските играчи за сега. Ауто ќе го изведе Стојановски. Со број 8 Марковски, Дејан. Со број 5 Дарко Дигаловски. Акција по десната страна на домакините, на место е Краклински. Решителен, но сректо топката доаѓа повторно до домакините. Нова закана, дриблинг на Божино беше тоа. Може би претера малку во оно солирање, но останува Каменица саса во напад. Обид да се мина двајца играчи, се тоа само голаво. Дегаш банки видова на голманот Благојче Иванов. Накратко да ги соопшта составите, реков само една замена во екипата на Осогово. Кај Каменица Саса, Иванов, Стојановски, Дигаловски, Трајчевски, Марковски, Дуков, Гоцевски, Марковски, Божинов, Соколовски и Донов. Кај Осогово, Велковски, Далтевски, Дончев, Краклински, Паунов, Недановски, Велинов, Стоиловски, Ангеловски, Глигоров, Манасиевски, со допуна дека во вториот дел го гледаме со број 21 Тоше Манов. Немам информација на чие место влезе играчот со број 21, како и да е, еве, да ја објавам ова информација. Убава шанса сега на спортивната страна. Соколовски сакаше да запусти некој од своите соиграчи, фаулиран Велинов. Со рака доволно за да го фаулира Велинов. Инаку за ваша информација, драги гледачи, на полувремето 4 надпревари се со резултат 0:0. Голови има само на средбата во Росоман на Тиквешкото дерби, каде што
екипата на Тиквиш против Росоман, домакинот води со 2:0. Инаку победа Брегалница 0:0, Кит Гослоговиница 0:0, Каменица Саса 0:0 и Плачковица Кожов 0:0. Тоа беа резултати на поправите 45 минути. Реков со само 2 гола постигнати на средбата Росоман Тиквиш 0:2. Слободен удар, токму на средината на теренот и Урошвиќ го вади жолт картон. Да видиме за кого се работи, дали е тоа Глигоров. Кога е закана по противничиот гол, неубаво прават играчите прекин со цел да се заштити голот. Меѓутоа ова беше сосема непотребно на средината на теренот, иако во силен налет беше играчот на Каменица Саса. Жолт картон за играчот со број 13 Никола Стоиловски. Додека трае овој прекин, на почетокот ги соопштив резултатите кои што во досегашните 7 кола ги постигна екипата на домаќинот Каменица Саса, а сега време за резултатите на тимот од Кочени во првото коло. Кожув Осогово 2:0, второ коло Кит Осогово 3:3. Трето коло Осогово Тиквиш 0:3. Во четвртото коло Брегалница Согово 1:1, петто коло Согово Слогавиница 1:1, шесто коло Победа Согово 1:1, седмо коло Осогово Росоман 5:4. Продолжува играта, изведен е слободниот удар, акција на домакините преку тројката Стојановски, Гоцевски, Дигаловски, Далчевски. Не успеа Божинов. Аут за Осогово. Од половината на Осогово започува новиот напад. Манасиевски, Велинов, веднаш од прва го издадува вториот корнер. Четири спрема 2 во корнери за Каменица Саса, во голови се уште 0:0, нема голови на денешниот надпревар. Вториот корнер вообичаено сите корнери ги изведува Стојанче Велинов. На првата статива убаво со ножички, дали имаше останат Дигаловски, дали беше удрен во она високо подигната нога, не забележа за кој играч на Согово станува збор, меѓутоа не беше судено ништо, а и се е во ред со играчот на Согово со број 5 Дигаловски. А коректно се извинува Краклински, сигурно тој, го бележиме и третиот корнер, повторно Стојанче Велинов. На првата статива, убав центар шут Краклински, повторно со глава Паунов. Без идеја, некако на брзина, сите беа групирани во казнениот простор на домакините. Немаше кого да проигра, играчот на Согово и јесоли топката надвор од теренот, дегажмат на голманот Иванов.
Повторно скок на 20 играчи. На повреда се жали Дуков. Во дуел со Глигоров. Замена во екипата на Каменица Саса со број 21 излегува Соколовски, а со број 17 во игра ќе влезе Трајче Ефремов. Краклински. Не сепак тоа е со број 14 Ангеловски. Ангеловски. Прекршок Гоцевски. Да видиме. Лошо е ако е Гоцевски, веќе има жол картон. Да видиме сега дали ќе го заработи вториот жол картон, кој што автоматски ќе значи и црвен картон. Сувер дуел на двајцата капитени со број 10 Гоцевски. Еве сега на советување кај судијата Александар Урошевиќ, знае дека веќе има жол картон, меѓутоа еве останува со услов помена, а можеби и повеќе беше реакцијата, грлата би рекол така на капитена Стојанче Виленов во одлуку тежок фаул, веднаш се придига и затоа станува капитенот Гоцевски само со устна помена од судијата Александар Урошевиќ. За кого ќе кажа дека перфектно, одлично досега, без грешка го суди овој надпревар. Секоја чест. Ангеловски, Дигаловски е на место. Манасиевски. Донов. Веднаш од прва проиграно, десната страна на домакините. Донов. Лошо го прави тоа. Во сета своја намера да проигра некој од своите соиграчи, да ја расшири играта на спротивната страна, греши, аут ќе биде ова за Осалово. Во игра топката ќе офрли Силвио Ангеловски. Стојановски разчистува. Дуков. Краклински побрз од Дуков. Дигаловски, а високо подигнато знаменцето на помошникот судија. Офсет, индиректен удар за Каменица Саса. Марковски. Со број 3 скок беше тоа на Стојановски, повторно Велинов на земја, меѓутоа брзо ќе се придигне, откако судијата Урошевиќ ништо не суди. Еве го. Бар интервенција или реакција на помошникот судија, меѓутоа ако тој не реагира, значи нема ништо сериозно, нема и прекршок. Глигоров, Велинов, со број 17 Иванов. Ангеловски, во казнениот простор на место Дигаловски. Донов, фаулиран. Се бара лекарска интервенција, најверојатно и замена на Донов. Се жали на повреда, дали незгодно
стапна, му климна ногата, не беше некој прекршок, повеќе ми се чини дека ќе има и нова замена во редовите на домакинот. Да повторам, на полувремето резултатите не ветува некој кој знае какво коло, иако според најавите и според прегледот дерби на Твеври, победа Брегалница без голови, Росеман Тиквеш на полувреме 0:2, Китго Слога Винеца 0:0, Каменица Сасо Согов 0:0 и Плачковица Кожув 0:0. Дали има евентуални промени во текот на преносот ќе ги соопштам. Ова се резултатите од првиот дел. Божинов сакаше да го проигра Дуков, меѓуто интервенција на место голманот Велковски. Велинов од прва кон Ивано беше тоа, но интервенција на голманот Божинов излудува аут. Да, 88 излегува Илија Донов, на негово место со број 11 Никола Дзурдзу. Слободен удар е веќе изведен, расчистува одбраната на Согово. Гоцевски, Недановски истрачува и сигурни интервенција на Иванов. Не е како случајот со Стола Димитриевски. Дали имаше контакт сега Велинов, сега има фаул со зборовите на Велинов. Тоа го забележуваат судиите, нормална реакција. Кога тој направи фаул има свиркот судијата, а кога е надне го нема, сака да каже, меѓутоа да им веруваме на судијата. Близо беше помошникот тука и реагираше. Гоцевски кон Дигаловски. Дуков. Прекршок, да. Фаулираше Дуков. Крај топката Ангеловски. Како да отежнаа носите на играчите во второто полувреме, некако не им се изведува слободните удари, акциите тешко одат. И за сега без голови 0:0. Паунов, Дончев, Паунов, Краклински, назад ко голманот Велковски. Скок на Иванов. Бараше прекршок Дзурдзу Никола, меѓутоа нема реакција со судиската тројка. Аут за Осогово. Овие игра топката ќе уфрли Ангеловски, го враќа судијата од местото кај што е изфрлена топката. Осемен Дуков
Паунов се решава на дриблинг, лобито от далечина и чисто да го разработи голманот Иванов. Гоцевски, Дуков, на него оди Далтиски беше тоа, Велинов, старт на Дончев беше тоа, на Стојановски. Слободен удар за Осогово. Гоцевски. Обид за контрнапад. Божинов. Долга топка, нема офсайд. Дали тоа е Ефремов? Нанасат кон Гоцевски. Нема фаул. Ефремов. Обид за центар шут. На место е Краклински, Паунов. И сега сигурна интервенция, 8 голманот Иванов. Се бари сврлање на топката, остане еден играч Осогово на тревата. Не видов зашто се работи, дали прекршок или онака веќе физичките можности можеби се исцрпени. Криза, пандемија, коронавирус, долга пауза има играчите и сега се чувствува некој замор. Меѓутоа затоа постојат и замени на играчи. Да се надеваме дека се говорат со играчот на Осогово. Дали се работи за Стојанче Велинов. Добиваме информација дека конечно има гол на преворот во Могила, победа Брегалница 0:1. Стрелец на голот Дарко Стојанов. 60-61 минута во Могила, победа Брегалница 0:1, стрелец на голот Дарко Стојанов. Овде во Македонска Каменица засега без голови 0:0 Каменица со Осогово. Аут за Стојановски. На место е Ангеловски, започува нов напад Осогово. На место е Гоцевски, капитенот капитенски. Божинов, мина еден играч, непотребно дриблаше, меѓутоа сепак топката секне до него. Марковски, нанасот кон Трајче Ефремов беше тоа, не стигна топка до него, инаку несигурно, неизвестно ки беше по голот на Осогово. Сега пека со додавање на капитенот и што пропушта сега Димитар Иванов. Идеално како натацна топка од капитенот Стојанче Велинов, меѓутоа
Димитар Иванов лошо го прави тоа, шутираше непрецизно, високо и далеко од голот на Иванов. Ефремов, Гоцевски. Божинов. Дриблинг, обид за центар шут. Велинов. Недановски. Иванов. Пред него е Стојановски. Иванов се решава на дриблинг. Бара прекршок, меѓутоа судијата Урошовиќ одбавнува со рацете и не досудува ништо. Продолжува играта. Ефремов, Гоцевски, Дуков, Марковски. На спротивна страна. Идеално. Убаво го направи ова трајче Ефремов, меѓутоа немаше среќа. Осамен шутираше, беше совладен голманот на гостите Велковски, меѓутоа стативата и овој пат беше сојузник и на него и на тимот на Осогово. Втора статива, 0:0 резултат, 2 стативи домакините. Еве, Ефремов можеше лесно да ја доведе екипата на Каменица Сасова водство, но не го сакаше топката. Немаше едноставно среќа, нијанси одлучува, топката ја лиза стативата и отиде во гол аут. Останува Каменица Сасова Сагово 0:0. Инаку да споменам, Трајче Ефремов е дете на Брегалница Штип. Настапуваше за екипата на Брегалница, имаше краток излет во Прилевска победа, се врати во Штип и сега во тандем со шефот на струтиот штаб Горан Здравков настапува за екипата на Каменица Саса. Инаку кога сме кај шефот на струтиот штаб Горан Здравков, да кажем и тоа дека до минатата сезона играше во овој тем, да ја проследиме оваа акција убава. Меѓутоа енергија старт од браната на Осогово. Велинов, Иванов, топка за Иванов, меѓутоа побрзе Дигаловски ја расчистува оваа ситуација како да се растрча играчите и на едните и на другите со цел сепак да падне гол на денешниот надпревар и некого да се дојдат до тие посекувани 3 бода. Паунов, Ангеловски, Глигоров, Недановски, давам информации за некои други резултати, меѓутоа затоа се овие мали прекини од мене, драги гледачи, аут ќе биде ова за домакините. Велинов. Нема прекршок, продолжува надпреварот со акција која треба да започне од домакините. Стигнува Стојановски. Повторно топка за него.
Гоцевски. Дигаловски. Диагонала го бара со број 11 Ѓурѓу и ова ќе биде аут за домаќините. Во игра топката ќе офрли Стојановски. Ѓурѓу и подиграта знаменцето офсайд. Топка кон Дуков, меѓутоа беше невнимателен, остана во офсайд, навремена реакција, поставена стапица, офсайд замка од гостинските играчи и опасноста е расчистена. Индиректен удар за Краклински. Сепак. Се игра и на време Паунов, Велинов. Ја губи топката, кој излегува во аут за домаќините. Аутот е изведен и нов, сега на половината на Осогово. Полека се наближува кон 60-тикот на гостите. Топка кон Дуков, но лошо тоа направено. Велинов, Иванов, на него оди Стојановски. Се е чисто Гоцевски. Повторно топка кон Дуков и недоразбирање, не се разбра најдобро со капитенот. Во контра гостите одсетува нов аут. Се почесто прекини. На денешниот надпревар, дали слободен удар, дали било тоа аут, некако играчите решение барат со сврлање на топката или во правењето на ситни прекршоци. Еви сега имаше туркање од страна на Ангеловски, меѓутоа неприметно за судијата. Велинов. Дончев. Центар шут и ја минува топката. Она замислена гол линија оди високо над голот, дегажман на голманот Иванов. Дигаловски. Далчевски. Дуков. Велинов. Паунов. Добавам информација дека во Могила доаѓа до издрмнување на резултатот. Победа Брегалница сега е 1:1, а Брегалница игра со играч помалку. Значи со 10 играчи Брегалница за сега нерешено 1:1 на надпреварот во Могила. Победа. Со победа Прилеп. Да се проследи ова акција, фаулиран. Сосема непотребно. Прави фаул Ѓурѓу Никола, фаулиран Иванов. Можност да се нафали пред голот на домаќините и секош вакви прекини се опасни. Пред голот доаѓаат одбранените играчи кои најчесто се вистински мајстори за игра со глава, имаат високи свемирски скокови, би рекол, така беше и во првиот дел. Крај топката Стојанче Велинов. Центар шут на првата статива, игра со глава, моментално расчистена. Дуков. Марковски, Дејан Марковски.
Опасна закана. Нема прекашук. Да видиме Трајче. Ефремов и сигурна интервенција спасува гол. Голманот Велковски. Идеална шанса, 100% акција и шанса за домакините, меѓутоа велемајрсовска парада на Методе Велковски сега закара на спортивната страна. Паунов. Джурзу. Се потести закани и на едната и на другата страна и високојаво и далеку за оние во шпицот на нападот. И сега да видиме, имаше на спортивната страна дуел тука Стојанче Велинов и дали е тоа голманот Велковски, не видов, драги гледачи, искрен да бидам, само видов кога падна играчот на Каменица Саса, до него беше Стојанче Велинов. Да видиме жолт картон за дали тоа Краклински, со број 4 Краклински. Сигурно ќе следи консултација со помошникот судија, бидејќи никој не го види овај настан поради приговор. Најверојатно во оваа дискусија жол картон заработи четворката Краклински. Еве сега најмеродавен би рекол помошникот судија, да видиме судијата Урошовиќ се упатува кон Велинов, меѓутоа ништо од сето ова. Ништо од сето ова останува со жол картон и реакција сега на четвртиот судија со број 9 од игра излегува Недановски Александар. А во игра со број 20 влегува Шенова Јашарин. Конечно продолжува играта по оваа мала дискусија, препирка, расправија. Што ли се имаше во оваа акција? Се уште не може да се смири капитенот Стојанче Велинов. Еве расправи со неговите тренери. Зашто станува збор, не можам да кажем и не видов што се случуваше. И сега фаулиран играчот на Ефремов, играчот на Каменица Саса, слободен удар за домакините. Финиш на средбата, се заострува играта, сосема непотребно, 0:0. Очигледна е желбата и на едните и на другите да дојдат до драгоцени бодови, меѓутоа тоа да биде на еден ферски, коректен надпревар, во кој што, еве, дивизата е кој е подобар нека победи, без грубости, без непријатни моменти. Ефремов дали ќе стигне, не стигнуват, аут ќе биде тоа за гостите од Кочани. Нова замена со број 8 од игра излегува Дејан Марковски. Со број 22 во игра влегува Филип Гоцевски. Тренерите на обите екипи со желба, еве некој од овие џокери можеби ќе донесе промена на резултатот Ефремов. Секој со своја надеж, а дали ќе дојде до промена, останува уште малку време. Повторно прекин. Добивам информација дека има промена на резултатот и во Пекчево. Китго Слога Виница 1:1. Китго Пекчево Слога Виница 1:1. 1:1 и во
Могила, победа, Прилеп, Брегалница. Аут за домакините. Обид за центършут. Не я прифати топката най-добро играчът на домакините. Дуков е това. Край него разчистува Ангеловски. Аут за Гоцевски. Бързат играчите на домакините. Все по-малко време да се постигне нещо. Стояновски кон Марковски. Марковски до Дзързо, да, сигнализация на отръптерът на помощ от съдия. Топката над вратарен от аут за Осогово. Стояновски, Марковски. Не префати топката Дзурдзу, Ангеловски, Дигаловски. Фаулиран Божинов. Ефремов. Край на го Паунов. Стояновски. Дзурдзу. Край на го е Ангеловски. Божинов. Беше фаулиран от Манасиевски, не суде, дозволува преднос и сега убава шанса за Осогово. Ефремов не се снайде най-добро, идеално беше посъжда, мегитова пред него Краклински свърля в аут. Трайтиски со топката ќе уфрлива топка од аут. Разчистуваат гостинските одбранбени играчи, а сега и со можност за контрнапад. Се прави прекин. Слободен удар. За кого е слободният удар? За домакините. Да видим што ќе се изроди од оваа акција, инаку мора да признам, драги граѓани, имаме големи проблеми, бидејќи сонцето ни е голем, и ако толку посекувано, ни е голем несојузник, би рекол сега, бидејќи бие право во нашите очи, во очите на камерите на дечките, и меѓутоа еве со силни услуги се трудиме овој пренос да помине во најдобар можен ред. Нови замени кај гостите од Кочени, со број 10 излегува капитенот Велинов и со број 8 Паунов. Со број 6 Борис Донев во игра. И не забележав вториот нов глезен играч. Брегалница. Значи во игра Манов Тоше. Вториот играч кој влезе во игра. Акција на Осогово. Дигаловски разчистува. Стојановски греши. Фаул прави играчот на Осогово. Слободен удар за Каменица Саса.
нема никој од домашните играчи, сите се некако во грд збиени. Контакт сега на со број 20 Шенол Јашари е тоа. Дали ќе заработи жол картон? Остане невнимание. Повеќе отколку намера. Веќе сме во самиот финиш, не забележа четвртиот судија дали покажа колку временско надополнување ќе има и останува се на судијата Александар Урошевиќ да го регулира времето. Центар шут, топка во казнениот простор, многу играчи и овој момент крај. Судијата Александар Урошевиќ свири крај на денешниот надпревар, кој што на крајот доби во динамика, меѓутоа имаше неколку ексцесни, не би рекол инцидент, ексцесни, све повеќе од невинувани играчите, дали од она слабост поради короната, нередовните тренинзи, како да изгубија сила, снага, кондиција и повеќе на нервоза удрија, како и да е надпреварот Каменица Саса Осогово завршува без гол и 0:0. Драги гледачи, не ми останува ништо друго, освен да ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Поздрав од мене и од дечките со кои го реализиравме овој пренос во мошти пријатни услови, меѓутоа пак ќе кажам, сонцето беше директно усмерено кон нашите очи, меѓутоа се надевам и мислам дека сето тоа дечките коректно го завршија. Благодарам уште еднаш за вниманието, поздрав и до следна прилика, останете со програмите и следете не.